Ти не излегуваш, синан душа? Не, мамо, денеска сум дома. Ќе учиме заедно со Ипек. Немала време да учи и зафатена била со работа, па јас ги знам сите теми на памет, па ќе ја помогнам, тука сум. Ипек не можеш да учиш ти? Учам, господја Селда. Не можам да ги запамтам книгите како господин Синан. Денес сите се дома, може да учиш слободно. Штом синан ти ветел дека ќе ти помогне, не ја пропуштај оваа шанса, те молам, душа. Не сакам да му одземам време на господин Синан. Нема да ми одземеш време, Ипек. Нема никаков проблем. Јас ти предложив дека ќе учиме заедно. Добро, тогаш кажи на Миријам и почнете да учите, што поскоро. Ти се уште нема да ми кажеш што ти се случило на раката? Не е доволен одговорот што ти го дадов? Знаеш дека ми треба конкретен одговор кога станува збор за моите деца, не сакам да се тепаш со некакви хулигани надвор. Пред некој ден вознемирува една млада девојка. Секако дека ќе се вмешам, инаку малку се порасправавме, се каравме, потоа не разделија. Тоа е се. Не се мешај, сине, не се мешај. Луѓето се убиваат меѓу себе ако ги погледне некој накриво, а не па. Немој, сине. Немој. Значи, кога ќе видам дека некој е во неволја, туку така да го оставам. Не ти велам да заминеш, сине, но внимавај. Викни полиција. Не знам, немој да си отвараш проблеми. Ќе внимавам, мамо. Ветуваш ли? Ветувам. Има ли Ипек семејство или некој што се грижи вака за неа? Господја Селда е даде листата за вечерата. Ке ми помогнеш, нели? Секако ќе помогнам. Ако ми објасните, се ќе сготвам ако треба. Од прилика ја знам да готвам, ама јадењата што се спремаат тука се малку поинаки. Ти за почеток само стои покрај мене, помакај ми. Добро. Каде е мајка ми? Ги средува собите на горниот спрат. Ипек ќе дојде сега и ќе ја помогне на неа. А Ипек, ти можеш да одиш горе да ја помогнеш на Фатма. Тето Миријам, господин Синан ми кажа да учиме заедно. И господја Селда го одобри тоа. Добро тогаш. Ако не е проблем, јас можам да ја помогнам на мајка ми. Помогни, но гледај господја Султан да не те види. Секако. Ипек? Со лесно. Што се случило овде? Зашто ли се изнервирала господи Сабирен? Тато, излегуваш ли? Не. Ќе одам кај чичко ти Хасан сега. Што се случи? Ти се јави Назим, ти кажа нешто, што е работата? Не, тато. Добро, во ред, повели седни. Шуле дојде во канцеларија.
Кажа дека тука ќе работи, точно ли е? Точно? Што ќе те вознемири ли тоа? Добро, но што ќе прави тука? Може да работи во односи со јавност. На вистина ни треба овде некој што повеќе ја разбира и ја цени таа работа, знаеш. Зарем нема да биде подобро да вработиме некој попрофесионален, тато? Види, ќерко. Али и Шуле наскоро ќе се венчаат. И Шуле дојде и ми кажа дека повеќе нема да работи како манекенка. Шуле ја вработи само затоа што Шуле и Али ќе се венчаат, така ли? Ќерко, ако Шуле почне да работи овде и материјално ќе биде многу подобро за нив двајца, тоа е се. Во право си, тато. Не ми се допаѓа што Шуле постојано доаѓа во мојата канцеларија и губам време со неа. Ќерко, Шуле само сака да се зближи со нас, ние нали сме му семејство, нема да се однесува така кога ќе почне да работи. Ќе почне да работи и се ќе биде многу поинаку, ќе видиш. Ти само поради тоа си загрижена или? Не, тато. Имам работа јас. Да, сега си е на место. Госпогице Берен, канцеларијата ви беше растурена, јас ја средив, но... Ти благодарам, Зейнеп. Сакате ли нешто? Не, благодарам. Дојди. Сум го заборавила досието. Ти ли ги нацрта овие? Јас и онака си цртам, не за да ги покажам... Ова воопшто не е лошо, Зейнеп. Може ли да останат кај мене, сакам да ги разгледам? Се разбира. Што бараш ти тука, Кирко? Ипек ќе оди да учи со господинот Синан. Господја Селда и дозволила. И затоа што не остана никој кој да чисти, господја Мерием мораше да прифати за јас да ти помогнам тебе. Мамо, најде ли нешто во собата на господја Селда? Не бре, Несрин. Пребарав насекаде, бога ми, Кирко, ташните, джебовите на фустаните. Нема, Кирко, нема. Мамо, знаеш ли дека Селда врти некои други работи? Истражува нешто таа. Може би сепак не е дечкот тој со кој што зборува на телефон. Што ли истражува? Не знам баш. Постојано бара некои информации за некого, или бара некого, или нешто друго се случува, не знам. Повелете, господје Султан. Ти немаш ли работа во кујна? Епа, вака бидна, господје Султан. Ипек отишла да учи, господја Селда така и кажала. Фалеше еден човек за чистење, господја Меријам мене ме испрати за да ја помогнам на мајка ми тука. Гледаш ли? Кога станува збор за Ипек, баш никој ништо не кажува. Да видиме дали ќе се однесува исто кога ќе дознае што прави со Синан. Што виде ти, зарем виде нешто? Нели пред некој ден излезе од дома, болна била мајка и така рече? А, да? Ете истиот ден ги видов со Синан на крајбрежје. Ипек си се качила на моторот на Синан и така си се шетаат лабаво. Да. Види, а ти е опасна, гледаш ли? Не ја приметуваат таа змија, а тебе те малтретираат. Само мамо, немој да си кажала на некого, те молам. Ипек ја имам во рака, ако кажеш нешто ќе упропастиш се. Леле, добро да е, Несрин, ама понекогаш ми кажува многу тешки зборови, Несрин, не знам како. Знам, ама ти сепак не кажувај, воздржи се малку, добро? Ајде сега да ја исчистиме собата нова. Ако ме види тука, ќе почне да ме прашува што барам тука. Да. Седни, Меријам, седни.
Каде е Ипек? Отидоа да учат со господинот Синан, господјо Султан. Што значи тоа? Зошто оваа девојка постојано се врти околу Синан? Господја Селда е рекла така. Ипак нели се спрема за испити и нема многу време да учи поради работите што ги има тука. Мерием, Ипек е вработена. Не е девојка од оваа куќа. И што значи тоа поради работите тука не можела да учи? После работа може да си учи. Не мора да ја гледам Несрин само затоа што таа морала да учи. Ипак не би направила ништо лошо, господја Султан. И онака господја Селда прв пат и дозволи такво нешто. Во оваа куќа премногу луѓе почнаа да зборуваат и да солат памет. Како помина појадокот? Многу убаво поминав, мамо. Емине спремила прекрасни работи, требаше да видиш. А да, полубратот на Несрин беше таму кога отидов јас. А, што ли бараше таму? Што рече титка ти? Барал работа. Немал храброст да оди кај татко ми, отишол кај тетка ми. Еднаш му помогнал, но го избркале од работа, морал да дојде повторно. Значи точно е дело тоа што го кажува Несрин. Да и кажам на Хантан уште еднаш да не се сретне со него. Односно, не ми изгледаше како лош човек. Ама според тоа што го кажа татко ти, Селда, ние што се договоривме? во врска со што, мамо? Таа девојка зошто се шета наоколу? Јас како да се мешам во работата? Мерием ги праќа таму каде што има потреба да работат. Бидејќи Синан и Ипек учат заедно, ја дала таа должност. Навистина не разберам зошто дозволуваш Синан и Ипек да учат заедно. Изгледа заборави што се случи. Баба, Ипак е многу добро девојче. Според мене, Синан треба да е среќен ако биде со неа. Не зборувај глупости, Туба. Ипек е возрасна, може да свати дека не може да бидат заедно. Не си ли навработена овде, мамо? Зарем би било праведно таа да седи во кујна, а другите да работат? Така ли е? Кога ќе биде готова кукичката, надвор нема да гледаш повеќе. Правете како што си сакате. Ама зошто зборуваш така пред баба ти, Туба? Мамо, таа ти се налоти тебе, не на мене. Плюс не е лага. Синан наместо да биде со некоја глупава девојка од елитата, подобро нека биде со Ипак. Јас ќе одам кај баба ти. Па и јас, наместо да бидам со некој глупак богат дечко, подобро да бидам со некој разумен, макар и сиромав. На интернет можеш да најдеш работа. Провери ги тие таму. Овие огласи овде не се за тебе. Се колнам дека не сум видел човек што зборува напразно како тебе. Да, Сестра ти работи како слугинка, оди зборувај со неа. Можеби ќе те вработат како градинар таму. Ќе садиш домати и пиперки. трпение, трпение, трпение! Остави го детето намера, Бракив. Ќе го фатам за грло, ќе го стегнам и нема да може да дише. Без да си оди тој нечестник, од ова мало, нема мир за него. Добро. Што направи твојот човек? Пред некој ден се степал со некого, целиот крвареше. За никаде беше. Изгледа секој што ќе стигне него го тепа, бе. Што е ова? Но се би направил за пари, бе, бате. Човекот ги носи избеглиците каде што ќе му кажеш. Храбар е, не се плаши од ништо. Види, јас не верувам дека човекот е толку глупав. Се уште не го донесе пиштолот. Верувам дека пиштолот не е кај него. Сигурно жената му го сокрила. Ја пребаравте ли целата куќа на жената, а? Насекаде ли проверивте вие? Зарем таа би имала толку храброст да го сокрие пиштолот? Жената ми рече оди во полиција, поднеси жалба ако сакаш. Пиштолот е кај оваа жена. Ми се закани, бе, брат, нема да те лажам сега. Жената, само за да се спаси од мажот, таа би отишла и во полиција. И би раскажала се за пиштолот. Ме слушнали? Тогаш кој ќе си има проблем? А? Размисли малку, ајде. Ти му го даде пиштолот. Сите отисоци на пиштолот се само твои. Сериозна е оваа работа и
Казим треба да ти го донесе тебе пиштолот. Во право си, братко. Добро. Што се случува, Берем? Шуле не е моја другарка, Али. Не ми се допаѓа тоа што се однесува како да сме другарки ние двете. Добро, се извинувам во незино име поради тоа што се случи. Не сакам да се извиниш. Сакам да стои подалеку од мене. Не сакам да ме вознемирува за глупости, Али. Не сакам да бидам дел од вашите подготовки за свадба, разбери ме. Не ми се допаѓа што се однесува со моето семејство како да е и незино, Али. Дали ме разбираш ти воопшто? Интересно. А толку се мачеше да биде дел од семејството? Јас мислев дека ти тоа го сакаш. Види, Берем, само ти си виновна што Шуле влезе во нашите животи. Сакаш прифати, сакаш не. Нестрин, зарем не ти реков да не ти види господјата Султан? Леле, јас боже многу сакав да ме види мене таа. Ја чистев собата на тубата, а дојде. Слушај, господјо Мерием, јас не сум слугинка која работи само за плата. Не ми се допаѓа ниту да чистам скришно. Кажа дека Ипек треба да учи и отидов да ја помогнам мајка ми. Многу добро знаеш дека така беше. Добро, добро. Сега однеси ги овие во бавча. Синан и Ипек нека јадат додека учат. Пардон, јас ќе изслужам на Ипек ли? Спремна сум да работам се што треба. Да работам во кујна, да готвам јадење. Но нема да изслужам на Ипек, тоа да знаете. Оди кажи и на Емине нека го однесе. Луѓето не знаат што сакаат. Сака да помогне и кажува што да работи, се нервира. Леле, не знам веќе што да правам. Свати ли сега? Формулата ја употребуваш и за множење и за делење. Ме разбра? Разбрав. Синан, доволно е мислам, јас навечер ќе учам. Но ниту една тема не завршивме. Види, јас сум тука вработена. Јас морам да се вратам на работа. Пред мајка ти не можев ништо да кажам. Види, поради тебе тетка Мерием мене ми служи. Што направи тето Мерием? Ипек, ти можеш да одиш горе да и помогнеш на Фатма. Тето Мерием, јас ќе му ги оставам овие на господин Синан и ќе се вратам. Ќе дојдам во кујна. Синан, јас морам да работам. Немој да инсистираш, те молам. Добро, но вечер да одиме и да го земеме пиштолот. Не се јавуваш? Денес дојдов кај тебе, ама не беше таму. Бев во градилиштето. Ќе ми кажеш нешто? Не, нема ништо битно, знаеш. Дојдов само кафе да испиеме. Со Фарук успеа ли да се видиш, а? Не. Нели ке вечеравме заедно, што стана? Искрено воопшто немав прилика за тоа. И онака, мајка ми рече да го поканиме на вечера Фарук. Односно, Фарук сакаше да го запознае својот син со Беран, знаеш, како беше, ама јас воопшто не го сакам тоа, Хасан. Мислам дека Селда ќе го одобри тоа. Всушност, Селда е таа што не сака да бидеме толку блиски со Фарук, а не сваќам зошто. Да се напиеме нешто по работа. Добро би било, знаеш. Ама и вчера вечерта не бев дома и после вечерата излегов за да се сретнеме, така што... Селда и онака не ме сака. Сега повеќе ќе ме замрази затоа што се гледаме после работа. Само јас и ти. Уште еднаш нема да се случи тоа, верувај. Мило ми е што се врати Али, Керим. И мене. Потем, Али ќе се венча, знаеш ли? Али? Да. Ќе се венча. Каков брак на овие години? Што зборуваш ти, детето 30 години има. Одамна требаше да биде венчан до сега. Пред некој ден го видов со една девојка. Шуле се викаше, мислам. Ама ми изгледаше дека Али е влюбен во нејзе, да.
Али после долго време не запозна со девојката и ја запозна со нашето семејство, така што има нешто, сигурен сум. Сигурно е нешто многу сериозно. Али знае што прави возрасен. Озлем ќе дојде. Ќе излезам со нејзе. Се гледаме, Керим. Се гледаме, Хасан. Треба да направам нешто пред да ме заборави, ама што да направам? Каде се ти, Несрин? Нели ќе готвеше? Госпоѓа Мерием прашува за тебе. Мамо, дојди седни малку. Види, јас треба да се спасам од оваа султан. Зборувај со господинот Керим, тој ќе среди. Мислиш дека не зборував? Зборував, ама и тој рече дека му треба малку време, ќе средел, ама му треба време. Керко, господин Керим, ја слуша мајка му е. Зарем не виде дека жена му и мајка му кога се скара, се расправа, а жената избрека од дома својата свекрева, но господинот Керим постојано ја врати дома нејзе, не ја послуша селда. Види што велам јас. Ти денес пред Мерием преправај се дека си болна, добро? Зошто? Така. Вечер јас сакам да им сервирам, затоа ти велам. Зарем тоа би го дозволила Мерием? Полудели ти, бре, Керко, ки кажа на Ипек, сама ќе работи, но тебе нема. Ти барем еднаш послушај ме мене без да ми се спротивставуваш, те молам еднаш барем. Дојдов. Што сакате да направам? Може да почнеш да ги испечеш овие мудри патлиџани. Господинот Кери многу сака салата од мудар патлиџан. Разбрав. Тето Мерием, јас утре од Сабајле треба да платам пари за испитот. Сабајле, може ли да излезам за 1 час ќе се вратам? Може, Ипек може. Мамо? Да. Добра ли си? Ај, леле, не знам, ми се слоши, не знам што ми стана, не знам. Леле, господе. Ај, некако и пребледе, бога ми. Да не ти од јадењето. Не знам. Стани да те однесам во соба, одмори се малку. Ај, да одам, нели? Добро ќе ми дојде. Ајде, полека, подобро ќе ти биде, ајде. Овде не јас не завршив. Однеси ја, нека се одмори. Ќе ги завршам, тие ќе се вратам. Ај, може добро ќе ми дојде ако се одморам. Како е мајка ти? Бога ми повраќаше пред малку. Секој ден се случува нешто. Еден ден не видов секој да си ја врши работата во оваа куќа. Пардон, ама денес секој си ја вршеше работата освен Ипек. Со своји очи видовте во каква ситуација беше мајка ми. Мене ме немаше само на 2 часа. Цело време си работев јас. Навистина ли? Добро. Не должете. Несрин, ти можеш да средуваш тука, а јас и Ипек ќе им сервираме. Олеле. Добро ли си? Тето Мерием, добро ли си?
Добро, сум уморна, сум ништо не ми е. Ке ми помине. Ај. Мерием, може да ја подготвите масата. Добро, господја Селда. Веднаш ке средиме. Ти добро ли си? Добро сум. Добро, господја Селда, добро. Седни овде и немој да стануваш. Несрин и Ипек, вие ќе направите се што треба во ред, се разбравме? Добро, ние ќе средиме, не грижете се, господја Селда. Мерием, немој да се заморуваш. Добро, господја Селда, фала ви. Повели ли седни? Дојдо вака ненајавено, ама Не трескај глупостите, молам. Колку пати ти реков дека можеш кога и да посакаш да дојдеш, нели? имав малку работа во фирмата и кога завршив работа ти беше излезен. Се видов со Шуле. Ми кажа дека ќе почне да работи во фирма. Да. Јас, нели ти кажав тебе? Ти реков дека ако Шуле сака да работи, нема да ја одбијам сигурно, нели? Ти требаше веќе да го средиш тоа, нели така се договоривме? Така беше. Мене не ми смета Шуле да работи таму, да бидам искрен. Наскоро ќе се венчате вие двојца, ќе имате бебе, ќе ви требаат пари. Не знам, Чичко. Искрено јас немав во план толку брзо да се венчам, сакав наеднаш се случи се. Во животот не се случува се како што планираме. Дури понекогаш е добро и да се расипе планот за нешто поубаво. Сега ќе имаш дете, али? Кога ќе го земеш в раце, поинаку ќе гледаш на животот, ќе видиш. Наеднаш се ќе ти се промени. Не знам, Чичко. Јас знам нешто, а тоа е дека вечерва ќе останеш на вечера кај нас дома. Може ли? Ајде, стани. Ајде. Вечерва и Али ќе вечера кај нас. Јас дојдов ненајавен, ама Многу добро што дојде Али. Епек, господинот Али ќе остане на вечера, јас сега ќе однесам тањир, да знаеш. Добра, однеси тањер и јас ќе ја ставам чорбата. Несрин, кажа ли нешто господја Султан кога те виде? Не се грижи ништо не кажа и онака пред господинот Али ништо не кажува. Таа кога сме сами кажува се и се што. Јас сваќам оваа девојка. Понекогаш како да е добра, но понекогаш сака да те навради со зборови. Не сватив дали е добра или лоша, тето Мерием. Ипек, не може да се каже дека е добра. Стои подалеку од неа. Како ја гледа Несрин, во право е мајка ми. Али е Казанова. Камо ли и тетка ми да дојдеше? Па да и се јавиме. Ќе дојде кога сака, зарем покана ќе ја испратиме. Што е бре? Зошто ми се јавуваш? Кај си ти, ма човек гласот не може да ти го слушне. Зборуваше ли со ќерка ти?
Ти зарем си полудел, бе? Зошто се брзаш сега, скоро се јави? Зарем така наеднаш се случуваат работите? Ќе го убедиш ли Керим за да ми ги плати парите? Види, јас не можам да го убедам господинот Керим, разбрали? Да, само една личност може да го убеди, а тоа е Несрин, но таа те мрази тебе. И затоа ми треба малку повеќе време за да ја убедам Несрин и ти не треба да ми се јавуваш додека јас не ти се јавам, добро? Со тебе се договоривме, Фатма. Ти ќе ми ги дадеш парите, а јас тоа што тебе ти треба. Нечестник еден. Ало, Емине? Ало, да Ајше, како си? Добро сум. Зарем ми се случи нешто на Ипек? Ипек е добра, ништо не и се случи на Ипек, онака ти се јавив. Помислив дека се случи нешто на Ипек во ова време дека се јави. Не, душа, не грижи се, добра е таа. Вчера господја Хандан беше тука, а денес ти ми се јавуваш. Што се случи, зарем таа те тера да се јавиш? Господица Хандан беше таму? Зошто дошла? Ете, онака дошла. Како само онака дошла? Кажи да Ајше. Јас треба да исклучам сега. Чекај, не исклучвај, ало? Оваа се сомнева во нешто. Постојано сака да дознае нешто од мене. Не, најдобро ќе биде воопшто да не зборувам со неа. Нешто се случува помеѓу Чичко Керим и Несрин. Треба да се видам со Керим насамо. Бога ми да ти се послатат раците, многу е вкусно, браво за тебе, браво, Керко. После ова сите јадења ти ќе ги готвиш Несрина? Зошто да не, Ипек? Не грижи се. Може би ти ќе станеш господја во оваа куќа еден ден. Со тек на времето се може да се промени, нели е така, мамо? Како и да е, јас денес многу се изморив. Ќе излезам малку во бавче да се одморам. Ипек, ти ќе средиш, нели? Ајде на здравје. Леле, и мене наеднаш многу топло некако ми стана. Ми се слоши, Бога ми. Ако нема некоја друга работа, јас ќе одам да легнам. Леле. Ајде на здравје. Барам да раскренеа. И двете отидоа посебно да се одморат. Не грижи се, тето Меријам. Јас сега ќе ти спремам кафе, додека го испиеш кафето, јас ќе средам. Убавица моја, што би правила јас без тебе? Али се однесува многу чудно. Зарем назиму има кажано нешто него? Али ти дојде да зборуваш во врска со Шуле, така да не има некаков друг проблем што не го знам? Не, Чичко, нема никаков друг проблем. Има некоја вест од Назим? Назим извесно време нема да се појави. А зошто си толку сигурен? Слушнав дека е ранет. Извесно време нема да ни досеќа. Така ли? Кој го направил тоа? Не знам. Кој знае чија душа изгорел.
Зошто ме гледаш така, Чичко? Како те гледам? Јас немам никаква врска со тоа, Чичко, да знаеш. Јас не реков такво нешто, али? Да, но така ме гледаш, затоа. Да, во право си. За момент помислив дека е така искрено. Овој пат добро ја пратам работата. Добро, свесен сум за тоа. Дури знам кои се работниците што работат во изградба на куќичката. Ако има некој сомнителен што се шета околу куќата, да ми се јават. Може, ќе и кажам на Селда. Нема никој во салонот. Значи Керим е во работната соба. Но, Али си отиде ли? Мислев дека нема да ја реновираш таа куќа, Чичко. Зошто се предомисли? Мајка ми така сакаше. Веќе Несрини мајка и сака таму да живеат. Зошто? Едноставно не сака да бидат овде, али. И јас не мислам да се расправам повеќе. Подобро нека се реновира и тоа би било многу добро и за Несрин и за мајка и подобро ќе се чувствуваат таму. Добро, уште колку ќе останат овде, Чичко? Не разбирам. Што сакаш да кажеш? Те прашувам, дали планираш нешто во врска со Несрин и мајкај? Или до крајот на животот ќе останат овде? За тоа да бидам искрен, не сум размислувал. Ама Несрин вели дека тука се чувствува прилично безбедно. Повели. Ве вознемирувам. Ке ве прашав дали ви треба нешто, можеби. Не, јас сега ќе си одам. Фала ви. И јас не сакам ништо, Несрин, ти благодарам. Ве прекинав, извинете. Нема проблем. Јас да си одам веќе, Чичко. Добро. Некој ден дојдете заедно со Шуле. Ајде да те испратам јас. Земи, дај на дада ти. Ти вознемири ли што Али беше на вечера? Постојано ја гледаше Несрин. Секој пат кога ќе го погледнев, тој не ја гледаше. И не трескај глупости ни до толку. Сериозна си? Берен? Несрин прв пат кога дојде тука, 2 пати сум ги видела дека зборуваат со Али. Дојде и да го посети Али во фирмата. Не, ти кажеш што сакаш, но јас не верувам дека би направил такво нешто. Тоа веќе не е мој проблем, туку на Шуле. Што си разговарате вие двете таму? Ништо, мама, зборувавме за другарките. Што и да кажам, не можам да го заборавам Али. Мене многу ми здодеа, сакам да излезам малку на воздух. Сега ли, баба? Не, но сакам да одам на шопинг. Но не сама. Јас ќе дојдам со тебе, баба. Добро. Али поради тебе си отиде.
Дури му вршеше притисок за татко ми за да го избрка. Ти си виновна, мамо. Али секогаш ја чувствуваше топлината на семејството. Добро, може би не го засекав многу, но јас не сум причината што се замина од тука Берен душо. Али се однесуваше како мангуп. Поради тоа не можеше да заврши факултет. Али поради тебе се замина од оваа куќа, мамо. На 18 години си го зеде куферот и си замина. Во последно време многу лошо се однесуваше со него, нели ти текнува? Бидејќи не ми се допаѓаше неговото однесување, неговите погледи кон тебе, Берен. Мамо, воопшто не помисли дека мене ќе ми се допадне тоа однесување. Тие погледи, а? Па размислувам. Затоа и сакам да го спречам во тоа. Јас видов дека сум во право. Али лесно се заљубува и воопшто не ти доликува тебе, воопшто. Мамо, те молам, престани мене да ме мислиш. Може би тогаш ќе бидам многу срекна. Ќе заборави. Ќе ја прифати оваа ситуација и ќе го заборави, али. Веднаш ке легнуваш? Не. Во последно време не ме фаќа сон, ќе читам некоја книга. И мене не ми се спие. Хајде да поразговараме. Не грижи се веќе ти за мене. Добро сум јас. Односно се трудам да бидам добра. Тато ја вработи Шуле во фирмата. Што рече? Денес дојде во мојата канцеларија. Врака со списанија за венчаници. Сакаше заедно да избереме некоја венчаница. И Али беше таму. Уште почна и да ми се фали, веќе ќе работам тука, често ќе се гледаме. Јас се мислев како ќе го гледам Али секој ден, а сега излезе и Шуле дека треба. Берен, а ти да се оддалечиш малку од тука? Шуле постојано ќе бара помош од тебе за свадбата. Се плашам дека нема да издржиш, ќе пукнеш. Никаде нема да одам, Туба. И те молам, немој повеќе тоа да ми го кажуваш. Зборував со Али, ќе ја држи подалеку Шуле од мене. Се случи ненадејно. Шуле наеднаш влезе во нашиот живот и во животот на Али. Ништо не разбравме. Што се случува, Берен? Шуле не е моја другарка, Али. Не ми се допаѓа тоа што се однесува како ние две да сме другарки. Добро, се извинувам во нејзино име поради тоа што се случи. Не сакам да се извиниш. Сакам да стои подалеку од мене. Не сакам да ме вознемирува за глупости, Али. Не сакам да бидам дел од вашите подготовки за свадба. Не ми се допаѓа што се однесува со моето семејство како да е и нејзино, Али. Дали ти воопшто мене ме разбираш? Интересно. А толку се трудеше да биде дел од семејството? Јас мислев дека ти тоа го сакаш, Берен. Види ваму, Берен. Ти си виновна што Шуле влезе во нашите животи, да знаеш. Сакаш прифати, сакаш не. Поради мене Шуле се запозна со нашето семејство. Како така? Поради некоја глупава причина му спомнав на тато за Шуле. Али мораше да ја донесе и да не запознае. И што? Сега ти си виновна што е бремена? Како и да е? Додеме ли некаде само на 2 дена? Ништо не сакам да правам, Туба, не ми замирувај. И онака имам проблеми со Назим, тато нема ни да ми дозволи, знам јас. Ај, наеднаш ни се промени целиот живот. После смртта на Чичко Хикмет се измешаа работите, се промени некако. Откако дојде Несрин, се уништи. Ти мислиш дека Несрин е виновна за се, нели? Бога ми се загрижив колку дена не ја отвараш темата за неа, кога ли ќе ја споменаш? Не сакам да зборувам во моментов.
Но тоа не значи дека ми се промени мислењето. Да, знам дека тоа е така. Ајде, доцна стана. Јас ке читам малку книга и ке си легнам. Добро, во ред, но ако не ти се спие, дојди. Добро е што имам сестра како тебе. Душа моја. Ајде, лека ноќ. Лека ноќ. Господине Керим, Повели Несрин. како сте? Добро сум, ти благодарам. Се случи нешто? Сакав да побарам слободен ден. А зошто? Во врска со куќата, треба да го убедам Джем да ми даде полномошно да ја продадеме. А зошто ја продавате куќата? Немате потреба од пари, вие две престојувате овде, нели е така? Нели? Да разговараме ли малку во работната соба? Добро. Земи слободен ден утре. Фала ви многу. Лека ноќ. Добра ноќ. Али отиде ли? Отиде, мамо. Ти се заблагодари поради вечерата, мамо, да знаеш. Оваа девојка почна многу да се шета во оваа куќа. Се нервирам кога се шета околу тебе. Но таа не е виновна, Селда е виновна. И рекла дека може да се шета. И таа веднаш дошла кај тебе. Мамичке, те молам, немој да мислиш на такви работи. Во ред, те молам. Јас имам малку работа, сега треба да ја завршам. Керим, Повели, мамо. таа девојка ќе се замине од тука. Сакаш послушај ме или не ме слушај. Ти самиот си знаеш.